Денеска е недела 1 март 2026 година. Јас сум Петар Петровски, ова се вестите при Македонскиот информативен центар со седиште во Линкон, Онтарио, Канада. Сдружената војна операција на САД и Израел продолжува и денеска, откако започна вчера на 28 февруари 2026 година во најните утрински часови. Според вестите што ги пренесува GB News, вечерва беспилотно летало Шахед 136 ја погодило британската авиобаза на Кипар од правец на Лиман. Исто така вестите што пристигаат од GB News е дека килиите на Хезбола во Јужен Ливан се активирани и се истрелани 6 ракети во правец на Северен Израел. Меѓутоа, едната е пресетната и уништена, а останатите 5 ја пробашите целта. Додека воздушната операција трае, израелските одбранбени сили активирале 100.000 војни резервисти на должност, од кој дел најверојатно ќе се упатат на фронтот во Северен Израел. Председателката на Македонија, Гордана Силјановска-Давкова, свика итна сетница на кризниот штаб во председателската вила на Водно. На неја присуствуваа премиерот Христијан Мицкоски, министерот за внатрешни работи Панче Тошковски, министерот за одбрана Мивладо Мишаловски, експертите Джевдет Херидини, Маринка Ристевска, Јорданова и Валдо Спиридонов, додека министерот за надворешни работи и надворешна трговија Тимче Муцунски, кој е одсутен, но бил присутен по пат на видеоврска. На вечерашниот состанок е утврдено дека засега нема опасности по безбедноста на Македонија, пренесено на Македонија. Според извештајот преземен од интернет порталот на Reuters се наведува дека одлуката за отпочнување на воздушниот напад е дадена, откако се е дознано каде и кога Ајатохот Камени се подготвува за неговиот состанок. Според анонимни избори, кои се запознаени со целата операција, откако многу сложениот систем за следење открил дека сиот воен и политички врв е присутен на состанокот, воздушната операција е одобрена. Засега е официјално потврдена смртта на врховниот ајатолах Али Камени и други високи функционери на Иран, но не на сите 48 за кои се шпекулира дека се загинати. Имено, денеска по погребот неговиот наследник е именуван, тој е Али Реза Рафи, кој исто така е елиминиран денеска, за ова вест се чека потврда. Според анализите на ЦИА, смртта на Камени само ќе го скрши поредокот на Иранската исламистичка република, кој само може да го втурне Иран во граѓанска война или неизвестност, зависно од што ќе се случи по завршувањето на оваа операција и на која страна ќе се приклонат безбедносните структури на Иран. Сето тоа, како што кажав, дека се зависи од... сето тоа се должи на фактот што Иранската револуционарна гарда го има првиот и последниот збор, кој ќе биде назначен за врховен водач на Исламската република. Затоа треба да се очекува тие да бидат главната мета на воздушната операција, со цел да се разниша нивната политичка моќ и политичко влијание во самата држава. Засега ова е само шпекулација. Што е вистината или што не, ќе се дознаме на крајот на оваа воздушна операција. Увањето за тоа колку ќе трае оваа воздушна операција се различни. Во интервјуто за Daily Mail, а пренесено од Reuters, американскиот председател Доналд Трамп изјавил дека најверојатно војната операција ќе трае 4 или повеќе недели. Додека во изјавата на израелскиот министер за надворешни работи Гидеон Сар за Euronews, засега оваа војна операција е без временско ограничување. Големата европска тројка која сочинува премиерот на Британија Кир Стармер, председателот на Франција Емануел Макрон и канцеларот на Германија Фридрих Мерц повика на дипломатско решавање на кризата, пренесува GB News. Во изјавата дадена за Associated Press, председател Доналд Трамп изјавил дека добил повик од иранското државно раководство, но никој не се представиле кои се. И понудиле преговори, но понудата била одбиена од американскиот председател со образложение дека веќе нема за што да се разговара, а веќе условите за
Прекин се познати и сега зависи се од иранската страна. Додовме до крајот на ово издание на Вести при Македонскиот информативен центар. Ако ви се допадна содржината на ова видео, кликнете на лайк. Ако сакате да го споделите, кликнете на share. Поведете ако сакате да оставите коментар за ова видео. И на крај, ако сакате да бидете известени за нови видеа на нашиот YouTube канал Macedonian Information Center, кликнете на subscribe. Дојдовме до крајот на ова ново издание на нашите вести од Македонскиот информативен центар. До следното гледање, довидување.